Таа е наша колешка новинарка. Таа е уредник на списанието за тинеџери. Таа имала 16 години во 1994 година. Незиното име и презиме гласи Андријана Јовановска, уредник на списанието Таа. Во продолжение ќе слушнеме што таа слушала на своите 16 години. В 1994 година имав 16 години. Учев во средното економско училиште во Борис Кидрич, сега Васил Антевски Дрен. Училиштето ми беше некако многу близко до домот, буквално на 5 минути. Нема време да речеме за разлика од моите соученици кои што и во тој период доаѓаа некако со вокмен и си слушаа музика по пат. Јас го немав тоа задоволство. Првата голема љубов музичка ми беше Мадона, се уште ми е останата. Тој период, значи 94-та година, се појави можеби незиниот најконтроверзен албум Bedtime Stories. Спотовите беа рангирани за по 12 часот. Беа многу популарни New Kids on the Block. Го обожавав Джордан, нели сите беа или Джордан или Джои фанови, јас бев фан на Джордан. Меѓутоа кога јас имав 16 години, некако веќе беше срамота да кажеш дека ги слушаш. И луѓето се крија, мислам дека буквално сите мои пријателки ги имаат тргнато од дома постерите што ги имаа залепени од оваа група, заради тоа што некако Take That и 17 беа тие што го превземаа приматот. Relight My Fire. Мислам дека тој им беше соработка музичка со Babe излезе истата таа година и мислам дека има еден преубав онаков зимски спот во некој замок снимен, таква зимски идила излезе некаде пред Нова година, така да тоа беше многу популарна песна и Pray. И 17 Stay Another Day беше многу популарна. Не ми беа премногу омилен, само оваа песна која што ја слушав долго време денеска, значи дури да не прочепкав малку да видам што сум слушала таа година, мислам дека немаше да се сетам на песната. Револуција направи Jon Bon Jovi, се вратија со албумот Keep the Faith. Се појави, значи, тотално нов лик. До тогаш имавме рокер со долга кадрава коса, одеднашка излезе типче со праменчиња онака извлечени, со кратка фризура, тетоважа на Супермен, ако се сеќавам убаво. Интересно тогаш беа Rednecks. Излегува со една чудна песна Cat Night Joe. Мислам дека може да влезат во типот на оние One Song Wanderers што ги викаат, заради тоа што тоа беше песната која што ги врвна во музичкиот свет, а потоа некако ги снема. Aerosmith таа година ги извадија Crazy Crying. Мислам дека тоа беше почеток на филмската кариера на Лив Тайлер и на Алисија Силверстоун. Мислам дека музиката е виновна за две добри филмски кариери во овој случај. Шведјаните Ace of Base. The Sign беше песната која што по која што ќе останат за паметани во тој период.
можеби еден од најголемите не хитови, туку музички албуми кои што излегува таа година е Мараја Кери со Music Box. Се сеќавам дека го добив на подарок од еден пријател, се уште ја чувам дома касетата, значи сепак е касета во прашање. И најголемиот хит од тој албум беше Without You. Дури спотот, ствари настапот во живо на Мараја Кери, каде што она на раката го покажува вереничкиот прстен од Томи Мотола, тогашниот директор на Sony Music, каде што она му кажува на светот дека наскоро ќе се мажи. Во тој период претпоставувам дека се уште истражував, меѓутоа, ете, заради сите овие работи, љубовта према музиката, према филмот, во тој период многу ги читав српскиот Хупер и германското Браво, кое што го носев дека, меѓутоа се преведуваше или не знам, имаше нешто на англиски јазик, па заради сите тие работи најверојатно кога се споило и остана работата, нели, новинарството и списанието да ми бидат љубов која што се уште трае.